сте во уште едно издание на Формула на македонски. Овој пат денеска уште една голема презентација, тоа е на Red Bull Honda, новиот болид на Red Bull за преборачката сезона 2020 под кодно име RB16. Денеска главна тема на разговор помеѓу Формула 1 возачите, тимовите и сите останати инволвирани во овој спорт беше наградното прашање кое го постави Sky Sports, а тоа е најдете разликата. Навистина овој болид кој денеска го презентираше Red Bull скоро е идентичен со ланскиот, меѓутоа тоа е за очекување, но откако многу подетално ќе разгледате некои елементи од самиот болид, ќе забележите дека навистина има некои промени, меѓутоа како што претходно напоменавме, тоа беше примерот и со Хас, примерот и со Ферари. Последна година од самата регулација на овој сет направила така што за очекување да нема драстични промени кај болидите, туку да има само подобрување на веќе постоечкиот концепт. Како мала шала, веднаш ја споделувам оваа прва фотографија со вас, која Алекс Албон, еден од возачите на Red Bull, објави на Instagram и на Twitter, напиша "But it looks the same", надоврзувајќи се на цела онаа конверзација која водеа сите денеска на интернет, дека болидот буквално изгледа идентично, меѓутоа ајде да погледнеме и други фотографии, да видиме каде има разлики, кои се тие разлики и за што служат. Ова фотографија го гледаме болидот во целина од страна. Навистина сум импресиониран од начинот на кој е запакуван овој Red Bull. Секогаш компактен дизајн, тоа е една од одликите на Адриан Њуи како инженер, како еден од најдобрите аеродинамички инженери во историјата на Формула 1. Гледаме дека болидот е изворедно добро моделиран, многу ситни елементи насекаде во шасијата, од самиот почеток од предното крило па се до задното крило. Одиме со друга фотографија, го гледаме делумно од птичја перспектива и однапред. Навистина изгледа импресионивно овој болид на Red Bull. Гледаме во задниот дел, после отворите за ладење, на вистина еден така наречен undercut, тоа подзасекување, втеснување на отворите за ладење надоле кон подот на болидот, тоа остава доста простор за користење на подот како аеродинамично крило. Одиме понатаму, го гледаме болидот на Red Bull од ланската сезона во споредба со новиот болид презентиран денеска и навистина вака на прв око кој ги погледнете, нема некои големи разлики, освен во самиот нос напред има еден екстра отвор, има во пределот на бечборд ерија има две така наречени бумеранг рамења или бумеранг крила. Ќе ги видиме тие и одблиску во следните фотографии. Еве го овој отвор нов на самиот нос на болидот, кој служи за како уште еден канал за дополнително распоредување на воздушниот ток кој доаѓа кон предното крило. Рековме веќе неколку пати, сме повториле дека предното крило е круцијално во генерирање на целокупниот аеродинамички концепт на болидот, бидејќи предното крило е прво кое доаѓа во контакт со воздушниот отпор при придвижување на болидот. Така што ова е уште една нова иновација од страна на тимот на Адриан Њуи. Еве го тој дел околу бечборд ерија или тие странични крила кои се наоѓаат веднаш зад предните плевматици. Гледаме дека има две како бумеранг крила, тие се како две рамења кои се сврзуваат со структурата за безбедност која е предвидена од FIA. Тоа е еден граничник кој болидите мора да го имаат како во случај на судар со други болиди или со некој тврд предмет. Гледаме самиот под колку е добро моделиран, со миниатурни мали крила кои наликуваат на запци. Сето тоа служи за подобро менаџирање на самиот воздушен проток, негово дивертирање кон отворите за ладење, меѓутоа и негово дивертирање кон крајот на болидот, односно кон задниот дел и од задната суспензија. Овде има промена кај задното крило во дизајн, доста потсеќа на ланското, меѓутоа ланското задно крило се држеше на еден столб, би рекол, на еден држач. Сега годинава гледаме Red Bull преминува во конфигурација со два држачи. Тоа фундаментално и ништо не значи, можеби од практична перспектива, можеби позиционирање на самиот издувен систем кој се наоѓа помеѓу нив. Постојат наразлични причини зашто тоа би било така, меѓутоа гледате и овој дел од болидот, гледате го задниот дел на болидот, особено подот помеѓу покривката на моторот и задниот десен плевматик и сите можни
овде елементи се искористени како мали аеродинамички крила, се буквално е направено на болидот да користи во генерирање на таа потисна сила и во целокупниот концепт добро да се вклопи. Одблиску еве го тој отвор на носот кој претходно го споменав. Ова кейп, така наречена наметка или лопатка, кој како ја нарекува, служи за директно да го превземе тој воздушен тек кој наоѓа на самиот нос на предното крило и да го однесе кон T-трей, така наречениот послужавник, и оттаму рамномерно да го распредели кон средишната на болидот и неговиот заден крај. Овде еден трик кој Мерцедес пред 2 сезони го примени, тоа е високо крената предна суспензија и самите рамења на предната суспензија, гледате како се поставени и играат повторно аеродинамичка улога. S-Duct отворот е веќе позната технологија во Формула 1 и веќе тоа го имаме неколку пати дискутирано на овој канал, верувам дека сте запознаени. Исто така, уште еден пример како и на Хас и на Ферари, веќе сите го користат тој трик, држачот за самиот ретровизор го користат како аеродинамичко крило, како елемент дополнителен кој генерира аеродинамика и кој контролира воздушниот ток. Уште едно малечко бумеранг крило кое се наоѓа веднаш испод бачборд, односно ние странични крила кои веќе ги споменавме. И како што претходно ви напоменав, задното крило со 2 држачи оваа година, за разлика од ланскиот концепт каде што имаше еден столб или еден држач на тоа крило. И еве го денеска Албон, први кругови со новиот Red Bull, да не ве чуди што е сончево, асфалтот е сув, а губите се за дожд. Едноставно по пропис на FIA сите имаат право на 100 км промотивно возење. Тоа се однесува на филмски денови, снимање на реклами и така натаму. Тимовите им е дозволено да ги користат своите болиди, меѓутоа со гуми од овој тип. Меѓутоа ќе видите понатаму има и слика со класичните меки гуми или одна средна компонента. Еве уште една фотографија од овој нов болид, навистина импресионирано делува, одлична и оваа мат боја на Red Bullот, многу добро му одговара. Еве уште една фотографија, гледаме од самиот почеток и верувам дека Red Bull ќе биде компетитивен оваа сезона. Лани успеа да победат на 3 трки, Макс Верстапен навистина докажа дека во даден момент е непобедлив. Верувам дека ќе пружи Red Bull Honda доста голем отпор спрема Мерцедес, спрема Ферари, така што мислам дека последнава година од постоечкиве правила навистина ќе ги изедначи сите тимови во перформанс и очекувам една неизвестна сезона. Толку би било за денеска, не би должел повеќе со оглед на тоа дека нема никои драстични промени кај болидот на Red Bull. Едноставно, како и секогаш, сакам да го слушнам вашето мислење, што мислите за овој нов Red Bull во наводници. Дали ќе донесе конечно среќа на фановите на Red Bull Honda, може ли Макс Верстапен во последната година од овие правила до неговата прва шампионска титула ќе успее ли да им замати водата на Ферари и Мерцедес? Ви благодарам сите за поддршката, доколку се допаѓа содржината на Формула на македонски, ве молам за лайк, шер и субскрайб. Се гледаме утре промоција на Мерцедес, на Мекларен и така натаму. Поздрав!